после подолго време со прекинот активностите на оваа делница Ангелци, Вејлуса, Водача, Баница и проблемот што ги имавме со претходниот изведувач, од денес почнуваме со градежни активности со нова градежна компанија која што треба да ги заврши во максимален рок од 3 месеци. Јас се надам дека нема да имаме проблеми и дека граѓаните ќе ни, им се извинувам јавно, иако ние не бевме виновни за настанатиот проблем и дека ќе се заврши на време. Овие активности јавното предпријатие го чина негде околу 36 милиони денари, така да очекувам многу брзо да се заврши со новата градежна фирма, градежното предпријатие Гранит, сите активности. Колку имаме до сега изреализирано и уште колку останува до завршувањето на целата делница? Па останува, првата делница е некаде околу 3,5 км, втората делница е 4 км, меѓутоа делот тоа е веќе асфалтирано со претходниот изведувач, така да јас за тој реков овие 3 месеци се и прекомотен период за завршување на сите градежни активности. Би напоменал исто така за струмичкиот крај, бидејќи и локалните патишта што ги работевме се во завршна фаза. Станува збор за од Струмица до Попчева некаде околу 6,1 км, очекуваме деновиве и тоа да се заврши и тоа јавното предпријатие за државни патишта го чини негде преку 650 илјади евра и секако патот кој што овие денови беше завршен негде со должина од 1 км, тоа беше од Добрејци до индустријската зона Добрејци и таму негде се дадени околу 100.000 евра. Во овој момент очекуваме да се отпочне и мостот кој што есента беше однесен кај Рич. Таму е веќе избран изведувач и очекуваме оној период на жалба согласно законот за јавни набавки за едно месец дена преку сила да се организира изведувачот и да почне да го санира мостот, тоест да го изгради веќе однесениот мост. А за граѓаните на Рич и Попчево минатата година, бидејќи беше ветено, беше асфалтирано некаде околу неполн 1 километар. Оваа година ќе ги завршиме активностите како што и беше ветено, значи очекуваме преку Македонија пат, а со средства на јавното предпријатие за државни патишта ги завршиме и тој дел од патот. Така, сега ова не е ваша надлежност, меѓутоа честа слика покрај сите и локални, меѓутоа и регионални магистрални патишта се депониите, таква слика имаме и овде. Што ќе се превзема и како да се смени ваквата состојба? Па оваа состојба ќе се смени со тоа што исто ова прашање ќе го поставите до градоначалникот. Конкретно сега се наоѓаме до градоначалникот на градот Струмица, бидејќи тоа е негова надлежност и јас ќе одговарам само на прашање за градбена патишта, бидејќи навистина не сум надлежен, ниту можам нешто да помогнам во однос на чистењето на депониите околу патот. Дали компаниите завршува на технички преглед редовно во Загреб парково? Да. До сега многу редовно, за разлика од минатите години кога законот даваше таа можност на нередовно плаќање, со измената на законот кој го донесе Министерството за транспорт и врска од почетокот на оваа година имаме зголемување на неполни 20% за првите 6 месеци во споредба со 6 месеци од 2012 година. Така да тоа е добар показател, меѓутоа бидејќи се уште плаќањето се врши директно на сметката на јавното предпријатие за државни патишта, Министерството за транспорт и врска веќе има распишано тендер за ново софтверско решение, каде што на едно место граѓаните ќе го плаќаат, меѓутоа тоа ќе профункционира најверојатно до крајот на оваа година. Делницата која што беше Струмица до Иран, дека на иста дена валот. Не, таа беше она што беше рехабилитирано од страна на изведувачот, е завршено и таму нема валови. Има валови на делницата која што се спушта према Валандови, која што воопшто не беше предмет на рехабилитација. Тоа е стариот пат, значи не беше рехабилитиран. Планирате да се рехабилитира и кога до колку? Да, бидејќи овие денови сме на терен по целата територија на Република Македонија, ги гледаме градежните активности кои што сме ги отпочнали, ги планираме идните, така да предмет на размислување и најверојатно брза реализација ќе биде тие 3 до 4 километри спуштањето према Валандова да се санира. Значи оној валови дел кој што и ние го поминавме да го санираме да биде онака како што треба. Инаку за ваша информација, деновиве очекуваме да добиеме употребна дозвола на делницата која што ја пуштивме во функција почетокот на оваа година меѓу Радовиш и Струмица и каде што имаме ограничена брзина сега во овој момент и знам дека голем број од граѓаните на Струмица се жалат заради тоа што е некаде до 60 километри, а таа е планирана до 100 километри да се движат.
Значи, по добивањето на потребната дозвола, бидејќи сите работи се завршени, тоест пристапните клучки, подпатници, надпатници, согласно динамиката, така да штом ќе добиеме потребната дозвола која е поднесена као барање до Министерството за транспорт и врски, ќе се врати проектираната брзина, тоест граѓаните ќе можат да се возат со таа брзина за која што е изграден патот. Дали е раскинат договорот со Алфине Бао за регионалните патишта и ќе има ли нов? Значи, за регионалните патишта, вклучително и овој, значи ќе ги набројам и другите три, а тоа се Мушов гроб Кавадарци, Струга Дебар и Радови Шконче, е раскинат уште минатата година, активирани се сите банкарски гаранции на име на аванс што сме ги дали и на име на казнени пенали, затоа што не го завршиле патот на време и квалитетно. И за тоа е распишан нов тендер и во овој момент на сите тие 4 регионални патни правци имаме нови изведувачи, спомнав овде кој е, другите два се уште Бетон и Илинден Струга, а за локалните патни правци кои што деновиве актуелно, нели, состојбата со Алпине, раскинати се договорите и ние ги активиравме сите законски мерки што треба, значи гаранции за да си ги повратиме средствата.